Намалување на посмртнината за 5000 денари на нозе ги крена пензионерите. Бараат Сојузот на Сдружение на пензионери уште еднаш да ја приспита одлуката што стапи во сила на 1 февруари. Во спротивно, излегуваат на протести. Планираат да формираат штрајкувачки одбор кој ќе ја преземе целокупната работа на Сојузот. Намалување на посмртнината, а зголемување на чланарината за 30 денари, без да бидат консултирани издруженијата во внатрешноста за пензионерите, апсурдно. Кој работи на своја глава, својрачно, или своја глава, како сакаме да кажеме, а за кој на заеднички страдаме сите. Од премијата до сега беше 30.000, сега е 25. Бројка на некој начин е дури за подсмев. Денес, по некоја слободна процена, точно не може да ви кажам, само еден сандук е околу 20.000. Да не збориме местото, да не зборуваме крст, да не зборуваме ред други работи. Од Сојузот на Сдружение на пензионери потврдуваат дека е донесено ваква одлука и разликата од 5000 денари на семејствата ќе почне да се исплаќа откако ќе се акумулираат доволно средства во солидарниот фонд. Ваквата одлука ја правдаат со зголемениот број на смртни случаи на пензионери, кој во 2021 година се движел околу 1800 месечно. И моменталното покачување на пензиите нема да го решат социјалниот статус на пензионерите, реагираат од Сдруженијето. Начинот на зголемувањето на пензија, што се најавува, што се рекламира, тоа е еден проблем. Сите вериме дека го решиме проблемот. Фала му на Господ, решиме проблемот со пензионерите. Па јас се прашам, ако е така, ќе заеме 3 месеца по 900 или по 1000 денари. Што ќе заеме после, ако стопанството не го зголеме за 15. Што ќе заеме после на година. Во Штип околу 7000 пензионери едва и преживуваат и се на работна екзистенција. Според Маневски, за да се подобри финансиската состојба не треба да се крати од нив, туку да се донесат законски решенија за забрана за апанажа, како и намалување на платите и премиите што ги добиваат пратениците.